Невработеноста масовно опаѓа. Владата е тука да помогне секому кој се бори за екзистенција или е на работа од неа. Затоа неодамно и го вработија Џезер Шакири, познат како командант Хоџа, како нивен советник. Повеќе за оваа одлука ќе дознаеме од познатиот владин пиар со кој колегата Паша Зотов направи интервју. Така ли е, Ланчо? Не е така студиот. Тука сме со пиарот на владата, кој што ќе ни објасни зошто во владата како советник е ставен Џезер Хоџа, кој што нели попознат е по името под уметнички псевдоним командант Хоџа. Добар ден. Добар ден, Ланч. А види, не знам сега зашто ме прашувате вака, ти Твитер пратиш ли? Па не. Па се гледа. Значи, командантот имаше проблем финансиски, не пробавме, само му излезе му пресред, со тоа што го вработивме како советник за безбедност. Чекајте малце. Тој човек беше командант на ОНА. Добро де. Како добро де? Добро де, и други биле, не само он, и други биле. Па што, до кога бе братче со историја, кажи ми ти добре, до кога со историја? Баш како кој болje ги знае дупките у системот од човекот што го рушил тој систем. Логика. Добро, и што е следниот чекор? Што ќе превземете следно? Ние размислуваме таа опција да ги вработиме овие од 27 април што влегу во собрание као советници за безбедност у собрание. Шо? Замисли Ланчо сак. Луѓето што влегли у собрание најдобро ги знаат дупките у собранието и они највише можат да раководат со безбедносен систем. Логика. Добро, ќе завршиме тука, ви благодарам. Ете, драги гледачи, тоа беше нели пиарот на владата. Ние се гледаме во некоја наредна прилика, пошто вие кои што тргнале ќе ја вработат и Сонја Отац за као министер за финансии и ќе Сонја бе, да бе, знаеш дека може да му сеам на шеф. Не, се за Те дупам. Логика да ти. Ти благодариме, Ланчо. Очигледно ниту ти, ниту пиарот не сте информирани дека од не знам кои причини наводно командант Хоџа се повлекол од советничкото место.